Добар ден, гледате неделно интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерката за образование, госпоѓата Мила Царовска. Госпоѓа Царовска, откако сте министерка за образование, не стигнуваат реакциите во јавноста во делот на начинот на кој што менаџирате со овој ресор. Има забелешки во однос на недоволната транспарентност, во делот на неприфаќање на забелешките при носењето на новата концепција за основно образование, па се до последнава афера во која што се споменува името на вашиот партнер. Но еве да почнеме со реформите во образованието. Новата концепција ја донесовте, но и покрај тоа што е донесена има многу реакции и од СОНГ и од дел од стручната фела дека се тие избрзани реформи, недоволно подготвени и дека не биле консултирани, односно нивните забелешки не биле земени предвид. Ви благодарам многу на прашањето и апсолутно се согласувам дека реакциите не стигнуваат. Јас тоа ќе го земам како комплимент, не како забелешка, поради тоа што кога работите нешто, а тоа треба да донесе до суштински промени, важно е да очекувате реакции, затоа што ако нема реакции, тоа значи дека не правите ништо. Така да ние како тим во Министерството за образование и наука посветено секој ден работиме да сите оние застанати процеси, забавени реформи кои што требале пред 20 години да се случат, да сега ги ставиме во еден нормален колосек и да нашата држава со забрзан чекор се приклучи кон европските држави или стандардите за образование на европските држави. Токму таква и концепцијата за основно образование, која што целосно е поддржана од целата меѓународна заедница која што е присутна во нашата држава и која што очекува да постигнеме високи стандарди во образованието како основа за развој понатаму на државата. И токму затоа оваа концепција која што ја донесовме сега е во процес на подготовка на програми за нејзина имплементација во прво и четврто оделение. Со СОНГ сме целосно усогласени, мора да истакнам дека тие беа меѓу првите на кои што им ја презентиравме концепцијата и се согласуваат. СОНГ велат дека вие не сте ги консултирале, туку само сте им ја презентирале концепцијата откако е донесена. Така, тие се синдикат на наставници. Представници нивни, секако како наставници кои што и се членови на СОНГ, беа дел од работната група. Но секој концепт, секој закон, секој план го подготвува одредена група и понатаму се влегува во консултации за сите оние кои што имаат конкретен предлог за унапредување на истиот тој документ да може да ги дадат. И токму таква беше и нашата постапка, затоа што ова не е прв процес како министерка кој што го водам, а има реформски зафат позади себе, сум истерала многу процеси и сите тие биле успешни, мора да истакнам. Затоа и овој ќе биде успешен и така, сите засегнати страни, универзитетски професори, МАНУ, значи, оние кои што се општествените дејности во МАНУ беа вклучени и мнозинството го имавме со простав за самата концепција, мора да истакнам. Не само рековме наставници, синдикат, директори, кои се уште вклучивме, мислам дека родители, ученици, сите оние кои што може, здруженија на граѓани, сите оние кои што може да дадат свој придонес, дадоа и голем дел од забелешките, морам да истакнам, се прифатени. Сите оние кои што беа конструктивни забелешки кои што даваа насока како да подобриме, апсолутно се вградени во концепцијата и тоа се гледа токму затоа и после тоа немаше забелешки. Кога сме кај универзитетските професори, еве имаше конкретно забелешки од професори на ПМФ во делот на спојувањето на неколку предмети во еден, во природни науки. Тие велат дека немаме доволно кадар за овој за предавање за овој предмет и забелешки во смисла на тоа дека ваквиот според нив американски модел не е применлив во нашиот образовен систем. Не е амерички моделот. Апсолутно, тоа е распространет секаде во светот и се применува како интегрирана педагогија. Научните дисциплини не се исклучуваат. Ние не велиме дека еден професор ќе предава и географија, и физика, и хемија, и биологија. Ние напротив, велиме дека професорите кои што се во систем ќе продолжат да предаваат, но предметот е интегриран, сметајќи дека научните дисциплини имаат факти кои што треба да се научат и за нив си има проценување колку се постигнати знаења, но исто така темите кои што ги поврзуваат овие
научни дисциплини, мора ученикот да ги гледа интегрирано, за да може понатаму на проблемите да пристапува со можни решенија, а тоа го бара современиот начин на учење. И токму затоа со Природно-математичкиот факултет сме во одлична соработка и во континуитет соработуваме. И јас очекувам дека тие и понатаму ќе дават придонес и кон обука на наставен кадар, затоа што ни е потребно да овој концепт го подигне квалитетот на образование, а не да исклучи постоен кадар кој што го спремиле. Забелешки има и во делот на тоа како ќе се формира оценката. Например, како тројца наставници по биологија, по хемија и по физика ќе креираат конечна финална оценка за ученикот. Ако тој, например, има двојка биологија, а одговарал или знае за петка по физика. Тоа, да речеме, како концепт е познато во светот, мора да истакнам. Кај нас многу често коментираат луѓе што никако не знаат образовен систем, а уште помалку знаат оценување и се обидуваат да го искарикираат системот. Овие модели не се непознати за светот, ние ништо ново не измислуваме, апсолутно само нашето образование за прв пат се обидуваме да го прилагодиме на меѓународни стандарди. И затоа секоја научна дисциплина ќе си има оценка за себе, но понатаму ќе има и една интегрирана оценка која што ќе значи проблемско надминување. Но исто така, Законот за основно образование предвидува диплома саплемент или вие да дадете за што дополнително искажува интерес, и тоа до сега не било никогаш ставено. И сега можеме ученикот да кажеме дека да, оценката е ваква, но посебен интерес искажува за ова и ова. Зошто? Заради тоа што кариерното насочување на учениците, кој што денеска го нема, треба да го искористиме преку овие диплома саплемент, кои што јасно треба да укажа дека ученикот појавува афинитети кон одредени научни дисциплини и понатаму во средното образование да го насочиме. Тоа го прават сите развиени држави и сигурна сум дека ние во наредниот период ќе успееме да го постигнеме тоа. Министерке, предходните PISA тестови покажаа дека македонските ученици се полуписмени или неписмени. Што вие како министер направивте за да се подобри оваа ситуација и во иднина да очекуваме подобри резултати на нашите ученици? Како министерство прво подготвивме заедно со помош на УНИЦЕФ 5 збирки на задачи за вежбање на тестовите и системот на поставување на задачи. Тука е голем предизвик, она интегрираниот начин на представување на проблемот и негово решавање низ различни научни дисциплини е токму концепцијата. Значи, ако ме прашувате што сум направила, првенствено носењето на концепцијата е прв чекор за подобрување на резултатите, кои што не се подобруваат за една година, заради тоа што учениците од прво одделение на PISA кога ќе бидат прва година, 9-то одделение да кажем, тогаш ќе видиме дали оваа концепција дала подобри резултати на PISA, што укажува на тоа дека државите кои што сакаат да променат нешто и да имат подобри резултати, а резултатите не се бројка, туку се подобар човечки капитал во државата, тогаш тие треба 10 години претходно да почнат за да ги очекуваат првите резултати. Една година понапред се припремаме, година и пол скоро понапред се припремаме за да имаме подобри резултати. И значајно е да наставниците зборуваат за PISA тестирањето. Многу често во минатото ни се случуваше да наставниците самите го минираат тестирањето, затоа што велеа дека тоа не ви е за оценка. Не се тестираме секогаш за оценка, некогаш се тестираме само за да процениме докаде сме стигнале со нашиот квалитет на образование и тоа е значајно. Исто затоа ги поттикнувам родителите, секогаш кога се зборува за меѓународни тестирања, да ги мотивираме нашите деца, како родители пред се, да ги пополнат тестовите до крај, да покажеме колку сме научиле, затоа што може би директно не влијае на мојата лична оценка на моето дете, но влијае на националниот просек и е значено да тоа стане национална гордост, а не секогаш да бидеме во последните на листите. Министерке, независниот академски синдикат вели дека од 26 факултети на УКИМ во 8 нема ниту еден асистент, а повеќето имаат недостиг на таков кадар. Што вие како министерка правите, што превзимате за да се подобри оваа жална слика во образовните институции? Празни лаборатории, немање доволно средства, немање материјали за да се применува практично наставата како што треба? Трагична беше состојбата која наследивме, морам да истакнам. Голем дел од факултетите до мене се обратија со став дека од 2008-2009 година немаат свеж кадар. И тоа укажува на одредени институти да по пензионирањето на професорите немаат ниту еден кој што ќе ги наследи. Токму затоа дадовме, ако не се лажам, повеќе од 300 согласности во изминатите 6 месеци, за да тие
го обноват својот кадар за асистенти, за професори, за да може да го обноват својот кадар, да ги вклучат најдобрите студенти. Конкретно за природно-математичкиот факултет. Мислам дека беше за катедрата по физика. И хемија исто. Да, но физика специфично ми беше затоа што тие велат имаме асистенти кои што се добри, треба да останат кај нас, се најдобрите наши студенти, но се надвор. Да се обидеме да ги вратиме. И јас бев пресрекна кога успеавме да вратиме дел од нив, иако беа во странство, се вратија, аплицира и веројатно сега се успешни асистенти на природно-математичкиот факултет, затоа што тој пак посебно беше оставен на маргините. И јас сум сигурна дека така во континуитет ќе ги вратиме факултетите кои што беа оставени на залезот, затоа што вие ако не планирате долгорочно кој ќе ги наследи тие катедри, тогаш директно влијаете на уништување на одредена научна дисциплина, иако нас се обидуваат нели да не обвинат дека ние правиме одредени постапки со кои што науката или одредена историја како научна дисциплина сакаме да ја укинеме, тоа е сосема погрешно. Напротив, ние влијаеме директно на одржување на сите научни дисциплини со тоа што вложуваме во асистенти кои што се потенцијал понатаму кои што треба да го одржат тој факултет за кој што зборуваме. Колку советници од Бирото за развој на образование досега направиле надзор или контроли на онлайн часовите и што тие контроли покажале? До какви забелешки дојдовте? Сите надзори си имаат цел да бидат тие советодавни и едукативни. Многу интересно што со години образованието Министерството за образование и институциите под него се однесуваат наредбодавателно кон наставниците и сакајќи со притисок да постигнат квалитет. Тоа не се постигнува и затоа нашата идеја како ова министерство функционира додека јас сум министер е главен збор поддршка, што укажува на тоа дека наставниците дури и да имаат надзор, дури и да имаат посета од државен просветен инспекторат, тоа не е за да бидат казнети, туку за да нивната работа биде поддржана, за да биде поквалитетна. Министерството преку државниот просветен инспекторат има направено повеќе од 4200 надзори, околу 2700 се редовни, 1400 се вонредни и одредени се 295 контролни, што укажува дека веројатно 295 одредени забелешки се дадени, па на нив имало потреба да се направи и контролен увид за да дали се отстранети забелешките. Дали размислувате да ги затворите училиштата за учениците кои што одат на настава со физичко присуство со оглед на тоа дека расте бројот на заболени, а имаше и случаи на заразени ученици и наставници низ некои училишта? Состојбата во образование со коронавирусот е апсолутно стабилна и одговорно стојам позади тоа, заради тоа што 3.12 беше сметам најголемиот пик во првото полугодие и тогаш имавме 168 наставници и 88 ученици. Со вчерашен статус имаме само 62 ученика на цела територија на држава и 98 наставници, што значи дека се уште сме многу пониско од оној пик кој што го имавме во декември месец, а да не зборувам дека сепак тоа е вкупно помалку од 1% од вкупниот број на наставници и 0,06 од учениците. Госпоѓа Царовска, дали е етички вашиот партнер да аплицира за тендери во период кога вие сте министерка? Јас вчера одговорив, а исто така имам одговорено неколку пати во неколку наврати во изминатите години и сметам дека може да го искористите тоа слободно. Вие кажавте дека нема конфликт на интереси и дека законски е се во ред, меѓутоа јас ве прашувам за етичкиот момент. Дали сметате дека тоа е етички? Јас ви кажав дека и вчера одговорив, но одговорив и во претходните години и ставот е исти. Ви благодарам за интервјуто. Благодарам. Вам почитувани ви благодарам за вниманието со кое не следевте. До следната недела, довидување.